Не се работи за политички притисок и политички упат. Финансиска полиција работи според законот и во општина Гостивар влеговме по наредба на јавното обвинителство. Ова стои во соопштението на финансиската полиција испратено до одредени медиуми, еден ден откако тропнаа на вратата од канцеларијата на градоначалникот на Гостивар Невзат Бејта. Иако ТВ21 беше единствената екипа која го сними нивното присуство во општината и иако во текот на денешниот ден баравме одговор за причините поради кои беа таму, сепак одговор не добивме. Не го добивме ниту соопштението, кое беше испратено само до одредени медиуми, а до кое сепак ТВ21 дојде. Во него пишува: Финансиската полиција како дел од правосудната полиција е должна да постапува согласно Законот за кривична постапка, кој предвидува дека како орган должни сме да постапиме по наредба на јавен обвинител. Понатаму во соопштението се вели дека во конкретниот случај Управата за финансиска полиција постапила по наредба на надлежен јавен обвинител од обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција поради постоење на сомнение за сторено кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување во постапка на спроведување на јавни набавки. Иако од финансиската полиција не откриваат за каков случај точно станува збор, сепак според информациите се работи за нерегуларности за инфраструктурен проект во селото Тумчовиште кој чинел 80.000 евра. Од општина Гостивар вчера изјавија дека целата постапка била испочитувана, а градоначалникот Бејта изјави дека финансиската полиција му ја испратила ВМРО ДПМН по неговата изјава во емисијата Клик Плюс дека не познава албанец кој би коалицирал со Никола Груевски. Он синен кретар и Башкиме демократик преинтегрим. Јас како подпредседател на ДУИ давам изјави за кои сметам дека се во интерес на општеството и не прифаќам некој да ми испраќа непоканети гости да ме исмејува и подценува. Јас како градоначалник на општината и подпредседател на ДУИ не прифаќам такво нешто. За ваквите обвинувања од Бејта ТВ21 вчера побара став и од ВМРО ДПМН, од каде Кусони одговорија дека за ова прашање одговорот треба да се бара кај надлежните институции кои според нив работат врз основа на законот и овластувањата. Од финансиската полиција вела дека во интерес на предистражната постапка, која согласно законот е тајна, нема да соопштуваат дополнителни детали за случајот.